Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Ротари клубот Прилеп денеска донираше 21 прочистувач на амбиентален воздух за детските градини кај наша иднина Прилеп. Во прилепските детски градинки наша иднина со пуштање во употреба на градинката во Точила се намали листата на чекање на 60 деца. Елеонора Костовска-Јовановска, вработена во прилепските детски градинки, е избрана за просветен работник на годината во категоријата воспитувачи од Сојузот на просветни работници. Утре кај градскиот сад се одржува 7-то поред издание Фестивал на млекото, посветен на занајчиски млечни производи со локален карактер и висок квалитет. Вечерва промоција на кандидатот за градоначалник и советничката листа на ВМРО ДПМН за општина Прилеп. Времето денеска сончево и топло. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Веле, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Во детската градинка Личаир денеска Ротари клубот од Прилеп донираше 21 прочистувач на амбиентален воздух. Во донацијата учествува голем број прилепски фирми, вели Орде Ѓорѓиевски, председател на Ротари клубот од Прилеп. Ротари клубот Прилеп во рамките на своите програмски активности денес реализира една исклучително благородна, важна донација со прочистувачи на воздух за двете најголеми градинки во Прилеп, Личаир и Бончејца. Донираме 21 прочистувач за воздух од светски реномиран производител кои ги задоволуваат потребите и капацитетите на воспитувалните во градинките. Вкупната вредност на проектот е околу 8.500 евра. Донации се од десетина правни и физички лица, вклучувајќи ги Екотип, Витаминка АД Прилеп, Футура, Кули, да не заборавам некој, значи десетина пред се наши членови кои сакаат да помогнат на овој начин да го реализираме проектот заедно за почист воздух во градинките во Прилеп. Искрено веруваме и работиме на тоа чистиот воздух амбиенталниот воздух во градинките и училиштата да биде стандард во градинките, или во училиштата во Македонија. А еве и зошто. Светската здравствена организација во 2024 година констатирала дека во Македонија за двојно повеќе се надминуваат
концентрациите на суспендирани честици во внатрешноста во градинките и училиштата од она што е утврден праг или дозволен праг на концентрации на суспендирани честици. Со пуштање во употреба на детската градинка во населбата Точила се намали листата на чекање за упис во јавната општинска установа детски градинки Наша иднина Прилеп, вели Христина Трпческа, директор на Прилепските детски градинки. Листата на чекање е намалена на околу 60 до 70 деца, меѓутоа во овој период таа повторно почнува да расте затоа што родителите во текот на целата година ги запишуваат децата на листата на чекање. Со оглед на тоа што со одлука на Советот на општина Прилеп имаме зголемен број на деца во групите, во најголем дел решен е проблемот со престој и изгрижување на деца од предучилишна возраст, меѓутоа како општина треба и понатаму да се трудиме да ги зголемуваме капацитетите, затоа што предучилишното воспитание и образование во вакви стручни институции е од огромно значење за развојот на нашите деца, нашата иднина. Од 1 септември таму функционираат 8 групи од можни 11, затоа што како мислам цела јавност е запознаена дека повеќе од 2 години процесот за лиценцирање на лица кои можат да работат во предучилишниот систем беше блокиран. Во текот на август месец 2025 година започна да функционира тој процес за лиценцирање повторно и сега по завршувањето на изборите претпоставуваме дека ќе можеме да ги реализираме согласностите кои ги имаме за нови вработувања. И уште една убава вест поврзана со работата на Прилепските детски градинки. Елеонора Костовска-Јовановска, вработена во јавната општинска установа детски градинки Наша иднина Прилеп, е избрана за просветен работник на годината во категоријата воспитувачи од Сојузот на просветни работници. Со гордост ја споделувам веста дека токму мојата фела ме избра за просветен работник на годината во делот на предучилишното воспитание и образование. Ова признание за мене е особено драгоцено, бидејќи доаѓа од професионалната заедница со која ја делам истата мисија – љубов, грижа и посветеност кон најмалите, меѓу другото истакна Костовска-Јовановска на социјалните мрежи. Седми пат поред во срцето на Прилеп кај градскиот сад, утре сабота, на платото кај градскиот часовник ќе се одржи 7-то издание на Млеко, единствениот фестивал во Македонија, посветен на занаетчиски млечни производи со локален карактер и висок квалитет. Покрај тоа ќе има и селекција на внимателно одбрани придружни вкусови леп, мед, зачини, сезонско овошје, вино и разни занаетчиски производи што природно се надополнуваат. Фестивалот Млеко е веќе препознатлива сцена за сите што го ценат автентичното, организиран од Slow Food Прилеп, со поддршка на Slow Food Македонија и секоја година носи нов квалитет и нови содржини. Во рамките на манифестацијата ќе се одржи конференција Гласот на сточарите со панел дискусии, предизвици во процесот на регистрација и човечки капацитети во сточарството. За најмладите ќе има едукативно катче со креативни активности, а во текот на денот ќе се одржат работилници и изложба на ученички проекти инспирирани од храната и земјата. Во попладневните часови новата генерација активисти ќе се представи со својата визија на диско супа, настан со порака, а сето тоа ќе биде придружено со жива музика и опуштена урбана атмосфера, што го одразува духот на фестивалот. Вечерва од 19 часот и 30 минути на Камената бина во центарот на Прилеп официјално ќе биде промовиран и кандидатот за градоначалник на Прилеп Дејан Продановски, како и советничката листа на ВМРО ДПМНЕ за Прилеп. За општина Прилеп носител на советничката листа на ВМРО ДПМНЕ е доктор Билјана Кржеска, специјалист гинеколог во Прилепската болница и раководител на одделението за гинекологија и акушерство. Таа, објавувајќи ја кандидатурата, се заблагодари на довербата што ја даде партијата. Инаку јавниот увид во податоците од избирачкиот список за локалните избори 2025 година заврши ноќеска на полноќ, а на 13 септември на полноќ завршува и рокот за доставување на листите за кандидати за градоначалници и за советници до општинските изборни комисии. Временска прогноза.
Времето денеска сончево со умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер претежно од северен правец. Во Прилеп сончево со умерена облачност и со слаб до умерен ветер од северен правец. Минималната температура се спушти до 16, а максималната ќе достигне до 28 степени. Утре, сабота, во југоисточните делови ќе има услови за изолирана појава на краткотраен дожд и ретки грмежи. В недела повторно на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи, на места со поинтензивни процеси во форма на невреме. Локален дожд ќе има и в понеделник претпладне, а потоа ќе настапи стабилизирање на времето. Временска прогноза. Слушавте Пелагонска хроника. Продукција Радио Пела. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација новинар Никола Димески и Елизавета Филиповска. Септември 2025 година.